Пред зградата на Македонското собрание поставен е споменикот на истакнатиот македонски револуционер Никола Карев. 7-метарскиот бронзен споменик е излеан во леарницата во Фиренца во Италија во 2011 година и поставен во центарот на Скопје. Автор на споменикот е Богоја Ангеловски, скулптор од Гостивар. Обложен е со травертин, а во долниот дел на споменикот се наоѓаат 4 бронзени релјефи со мотиви од македонската историја и минатото. На релјефите прикажан е градот Крушево и неговите специфични по градба куќи. Преку нив се опишува и Крушевското востание од 2 август 1903 година како еден од најважните историски настани во Македонија. Споменикот на председателот на Крушевската република е потсетување на сите револуционери и херои кои ги дадоа своите животи за слобода и создавање на сопствена и слободна држава. Во дел од релјефите прикажано е црешовото топче кое ги символизира решителноста да започне борбата за слобода, како и храброста и силата на македонските револуционери. На еден релјеф представен е повикот за востание кој го подготвиле Никола Карев, Томо Никле и Тодор Христов, представници на Крушевското горско началство. Повикот бил испратен до целото население и представува предвестник на почетокот на востанието. Преку него до целото население се испраќа порака дека само со борбата, слогата и братството може да се издвојува слобода на Крушево, Крушевската околија и цела Македонија. Никола Карев, роден е во Крушево 1877 година како четврто дете во сиромашното семејство Кареви. Во својот роден град го завршува основното образование. Поради тешката финансиска состојба на семејството, Никола не бил во можност да продолжи со школувањето. Најпрвен работел како столарски чирак за да им помогне во финансиите на своите родители. На 16 годишна возраст Никола Карев започнал да работи во Бугарија како помошник ѕидар, а потоа и како столарски работник. Додека бил на работа во Бугарија, неговата здравствена состојба се влошила и по лекарските консултации се вратил дома во Крушево. Во меѓувреме, Карев го продолжил образованието во Битола. Бил член во битолската социјалистичка група и во тоа време успеал своите револуционерни и ослободителни идеи да ги прошири кај работничките и селските кругови, а најмногу меѓу редовите на студентите. Се залагал да ја спроведе идејата на обединување на револуционерните сили и нивната вклученост во револуционерната македонска организација. Станал член и на Крушевското реонско тело, а во 1901 година станал учител во селото Горно Дивјаци во Крушевскиот крај. Револуционерната организација го поставила Никола Карев за војвода на Крушевската чета и така започнал со политичка активност меѓу народот во градот и по селата. Со неговиот револуционерен дух успеал да го сплоти народот во заедничката идеја сите да се активираат и преку организирана револуција и вооружена борба да се спротивстават на непријателот. На Смилевскиот конгрес во 1903 година Никола Карев заземал став дека се уште не се создадени услови да се крене брзо востание, бидејќи мислел дека не располагаат со доволно оружје и воена сила. И покрај гласањето, револуционерот Никола Карев не можел да влијае на конечната одлука да се откаже востанието. На конгресот, Карев бил назначен за горски началник на Крушевскиот револуционерен округ. По завршувањето на конгресот, се вратил назад во Крушево, каде ги започнал подготовките околу организирање на востанието. Откако го подготвил извештајот од конгресот, Карев се вклучил во собирање на оружје, чети и активно учествувал на митинзите по селата, што представувале повик на населението да земат учество во вооружената борба. Никола Карев, заедно со Тодор Христов, изработиле детален план за напад и за вземање на градот Крушево. Востанието започнало на 2 август 1903 година. Градот Крушево бил ослободен, а востаниците со голема радост биле пречекани од народот. На иницијатива и под раководство на Карев, во присуство на 60 представници од сите националности,
кои тогаш живееле во Крушево, се одржа така наречено советување на кое се разговарало како да се управува со ослободената територија. Собранието, составено од 60 членови, ја избраа привремената востаничка извршна власт, составена од 6 члена од сите народности. Никола Карев беше избран за председател на Крушевската република, првата република на Балканот. Со востанието се оствари идејата и желбата за создавање на сопствена држава со републиканско и демократско уредување. На вториот ден по востанието, Никола Карев пред граѓаните одржал митинг на кој испратил пораки за целите и задачите на востанието и новата револуционерна власт. Карев, во име на штабот, подготвил манифест кој го испратил до христијанското и до муслиманското население со отворен повик да земат учество во понатамошната револуционерна борба. Крушевската република траеше 10 дена. По неуспехот на Крушевското востание, Никола Карев се повлекол во Белград, додека престојувал во Белград, живеел со желба да се врати во татковината и да ја почувствува Македонија како слободна држава. Враќајќи се во Македонија, на 26 април 1905 година во селото Рајчани, во Кочанскиот крај, со четата на Петре Ацев биле нападнати од страна на непријателските војници. На тоа место биле погубени многу борци, а меѓу нив и Никола Карев. Никола Карев е голем борец, патриот, великан, предводник на најголемиот револуционерен настан Крушевското востание. Никола Карев е значајна историска личност кој решително се определи за борба и револуција, поборник за единствениот пат за национално и социјално ослободување на македонскиот народ. Животот го изгуби на 28 години, а неговата голема желба да ја види слободна својата татковина Македонија остана неисполнета.